Го следите најновото информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас сум Катерина Нацева, а почнуваме веднаш по настаните на денот. До 27 јануари трае обновата за документацијата за правата од социјалната заштита. Привршува откупот на тутун, тутунарите задоволни. Доделени награди и признанија за најистакнати граѓани на Кавадарци за 2016 година. Во петок истекува рокот за обнова на документацијата за остварување на правата од областа на социјалната заштита. Од Министерството за труд и социјална политика апелираат сите оние кои досега не го направиле тоа да се обратат до најблиските центри за социјална заштита и да се пријават. Корисниците на социјална заштита имаат уште 3 дена да ја обноват документацијата за остварување на правата од областа на социјалната заштита. Министерот Ибрахими вели, корисниците своите барања треба да ги достават до најблиските центри за социјална заштита и да се пријават. Она што со себе треба да го понесат е лична карта и да дадат изјава за согласност за користење на нивните лични податоци во постапката за остварување на овие права. Останатите документи институциите ќе ги прибиваат по службена должност од Управата за јавни приходи, Фондот на ПИОМ, Катастар, Агенција за вработување, Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, Министерството за внатрешни работи, Управата за водење матични книги и Народна банка на Република Македонија. Постапката за обнова на документацијата се прави еднаш годишно и таа е започната на 19 декември минатата година, изјави министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими. Во оваа прилика би сакал да известам дека досега вкупниот број на обновени барања во текот на обновата за периодот од 19 декември 2016 заклучно со 23.12.2017 година, тоест до 23.1.2017 година и како и бројот на новоподнесени барања околу 22.000 лица. Ова бројка не е конечна, се разбира, бидејќи податоците се нецелосни, од причина што обновата се уште трае и податоците ги собираме на дневна база. До 31 март годинава ќе трае и обновата на документацијата за детските права, односно посебниот додаток за дете, детски додаток и родителски додаток за трето и четврто дете. При тоа носителите на правата лично или преку полномошник се должни да го пополнат барањето, изјавата за лични податоци и во однос на одредени права да ги достават бараните документи кои не се обезбедуваат по службена должност, односно документи кои треба да ги достават. И тоа за посебен додаток лична карта од двајца или еден родител на увид во оригинал, за право на детски додаток висина на плата од работодавец за претходна година и потврда за редовен ученик, за родителски додаток за трето и четврто дете имаме тука потврда за вакцина, потврда од суд за неодземено родителско право и доколку детето за кое е остварено право, односно за трето или четврто дете, е на школска возраст, односно поседува училиште, тоест потврда за редовен ученик. Меѓу другото, министерот информираше и за договорот со Комората на извршители, со која било договорено пред да направат блокирање на сметката, извршителите да побараат од центрите за социјална заштита дали лицето е корисник на некое право од областа на социјалната или детската заштита. Доколку е така, извршителите нема да смеат да ги блокираат тие средства. Скоро 16.000 тони тутун се откупени до сега, а според проценките за оваа реколта останува да се откупат уште 2.000 до 3.000 тони. И покрај тоа што крајниот законски рок за откуп на тутунот е во средината на март, се поизвестно е дека истиот ќе заврши порано. Оваа година тутунот е со висок квалитет, а просечната цена за килограм достигна 193 денари, која минатата година изнесуваше 182 денари по килограм.
Откупот на тутунот е при крај. Скоро 16.000 тони се откупени до почетокот на неделава, а според проценките за оваа реколта остануваат да се откупат уште 2000 до 3000 тони. И покрај тоа што крајниот законски рок за откуп на тутунот е во средината на март, се поизвестно е дека истиот ќе заврши порано. Тутунарите задоволни од родот и навремената исплата на истиот. Па еве уште овој ми последен и го дадавме више. При крај сме денеска. Со количини, добро, годинава имаше род и задоволни сме. И со класите, према лани годинава се подобри. Задоволни. Мислам, се знае, по класи си оди, али давале тоа што вредло, давале реално. Квалитетот од минатата година подобар. Спрема квалитетот и цената е добра, не е. Значи, чисто просекот е над 200 денари секако. И задоволни сме од тоа. Тоа се исплаќа за 7 работни денови. Субвенциите за тутунопроизводителите редовно се исплаќаат, а тие велат дека и следната година ќе ја одгледуваат оваа култура. Да, сме земале редовно, на време, ни исплатиле и предадиот тутун што се предава рок 7 дена. Дали тоа значи дека и до година повторно ќе садите тутун? Обавезно. Со оваа 55 години сум, што вика сум се родил во Корен. Субвенциите ќе ги дадат покасно сигурно. Али ќе ги дадат и тие, не е проблем. До сега имало проблем со субвенциите? Не немало проблем. Значи може да стасат за неколку дена после кој ќе се заврши откупот, секако тие ќе почекаат кој ќе заврши откупот, после доаѓаат субвенциите. Вредноста на досега откупениот суров тутун е скоро 50 милиони евра, а исплатени се 94% од преземениот род. Оваа година тутунот е со висок квалитет, а просечната цена за килограм достигна 193 денари, која минатата година изнесуваше 182 денари по килограм. Агенцијата за недвижности веќе 9-ти пат поред ги отвара вратите за граѓаните на Македонија. Стручните тимови целосно им стојат на располагање на граѓаните од 9 до 17 часот, истакна директорот на Агенцијата за недвижности. Со помош на стручниот тим, дел од граѓаните на лице место може да ги завршат своите работи, а дел ќе добиваат стручната помош за тоа како најлесно да го решат својот проблем. Агенцијата за катастар и недвижности ќе побара продолжување на рокот за доставување елаборати за легализација на дивоградби. За да се комплетира документацијата, 15.000 геодетски елаборати требаше да се достават до општините до истекот на законскиот рок на крајот на минатата година. Според податоците од геодетските фирми, до законскиот рок, иако биле изготвени, не биле поднесени од странките 5.000 предмети, а останатите 10.000 не успеале да ги изработат поради недостаток на време. Агенцијата за катастар и недвижности ќе информира владата на Република Македонија за новонастаната состојба и секако со барање за продолжување на рокот за достава на геодетски елаборати, едноставно да се даде простор овие 10.000 елаборати да можат приватни геодетски фирми да ги изработат за да бидат доставени, а овие 5.000 граѓаните да ги подигнат и да ги достават до општините. Трпески информира дека во дополнителниот рок за доставување барање за легализација на почетокот на минатата година биле доставени нови 80.000 барања кои треба да бидат комплетирани со геодетски елаборати до крајот на оваа година. Кога започна процесот на легализација од март 2011 година заклучно со лани, геодетските фирми примиле 240.000 барања за изготвување елаборати. Од нив 225.000 се изработени и подигнати од странките. Кривична пријава против 29-годишниот велешенец МД поднесе СВР Велес поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Имено на 22 јануари годинава при контрола од страна на полициски службеници, контрола на патарина, сопот на патничко моторно возило Шевролет, управувано од ЛР, во кое како сопатник бил МД, при извршен преглед на лицата и возилото кај МД е пронајдено едно пакување од околу 99,14 грама наркотична дрога хероин.
Локалната самоуправа и градоначалникот Александар Панов денеска доделија награди и признанија на најистакнати граѓани за 2016 година. Наградени беа 9 поединци кои изминатата година оставиле белег и забележале истакнати резултати во нивното работење и нивната фела. Ако до претходната година пракса беше да бидат наградени граѓаните кои за време на новогодишната ноќ биле на своите работни места, годинава за прв пат локалната самоуправа одлучи да го промени начинот на избор за најистакнати граѓани кои оставиле белег во своето битисување за 2016 година. Наградени беа поединци од различни профили на струки кои што минатата година забележале истакнати резултати во нивното работење и нивната фела. Оваа година одлучивме како општина Кавадарци да доделиме малце видоизменето доделување на одредени награди, и тоа за луѓе кои што се истакнувале преку цела година во своето работење. И оттаму измисливме заедно со вработените во локалната самоуправа да доделиме 9 награди, 9 часовници, поврзано повторно со времето или со времето од една година, 2016 година цела, да го имаат овој часовник за наредната 2017 година и да во таму каде што действуваат, таму каде што работат, да се истакнуваат и повторно да бидат на врвот. Годинава награди и признанија добија највозрасен читател и најмлад читател во градската библиотека Феткин, Марија Лазова како најмлада, а Маричка Димова како највозрасна читателка. Признание доби пожарникарот од територијалната противпожарна единица Кавадарци Митре Витанов, наставничката од Општинското основно училиште Тоде Хаджитефов Елизабета Филипова, полицаецот Зоран Ѓоргиевски, комуналниот работник Енвер Мушини, познатиот ликовен уметник од Кавадарци Кирил Мукаетов. Признание за најдобар студент од Универзитетот Гоце Делчев од Штип на дисперзираните студии во Кавадарци доби Билјана Костова и за спортист на годината беше избран кавадаричкиот спортски амбасадор Петар Ангелов Диви. Многу ми значи ова признание, посебно за тоа што не го очекував. Мислам дека секој што одвојува време за читање сами од себе на некој начин се наградил и се надградува секојдневно. Како сте задоволни со фондот? Имаат ли добар фонд? Задоволна сум и апелирам кој што може да вложи во фондот на библиотеката. Признанието за најистакнати личности е традиција на локалната самоуправа, со што на некој начин оддава почит спрема оние кои оставиле некаков белег во годината што изминала. Истото го добиваат најистакнатите личности што ја одбележале годината во областа на бизнисот, културата, уметноста, науката, образованието, спортот, општествените и хуманитарните дејности. По обвинувањата на социјалните мрежи дека учениците второто полугодие го започнале во незатоплени простории, инспекцијскиот надзор го утврди спротивното. Парното во сите училишта функционира. По реакциите на социјалните мрежи дека во Општинското основно училиште Васил Главинов нема парно грејење, директорот на училиштето Лилјана Николова во изјава за медиумите соопшти дека наставата се одвива нормално и дека парното е во функција. Покрај сите овие ниски температури, сите знаеме какви беа ниски температурите, Васил Главинов, значи второто полугодие го отпочна навремено, со успех и со парно грејење во сите кабинети, во ходници, така да учениците сега нормално можда не е достигната таа температура, затоа што 20 дена не бевме во училиштето, меѓутоа парно грејење има во училиштето, и не е во ред кога се пишува за нешто, а што не е вистинито. Денес учениците работеа во наставната програма, ја следеа и првата смена и втората смена. Од локалната самоуправа соопштија дека во текот на денов инспекцијски надзор извршил увид во најголемите основни училишта Блаже Конески и Васил Главинов во Велес. При тоа е констатирано дека температурата во истите се движи помеѓу 18 и 19 степени Целзиусови. Оваа температура ги задоволува условите за нормално одвивање на наставата. Се очекува во наредните денови истата да се покачи за неколку степени повеќе. Мразот се уште представува голем проблем за граѓаните. 87 лица побарале помош во Кавадаричката болница како последица од паѓање на мраз во текот на овој месец. Прилог на колешката Мартина Митков.
Вкупно 87 лица побарале помош во Кавадаречката болница како последица од паѓање на мраз во текот на месецов, кога во 2 наврати имаше обилни врнежи од снег. Во првиот бран 23 пациенти имале набиеници, а 14 скршеници, додека во вториот бран 30 лица се здобиле со набиеници и 20 со скршеници. Поголемиот дел од нив биле помлади со повреди на горните екстремитети, а помалку биле тие со повреди на долните екстремитети, велат од општата болница во Кавадар. Сите тие биле лекувани конзервативно со имобилизација со гипс и пуштени на домашно лекување со закажана контрола. Во 4 случаи се работело за повозрасни пациенти кои имале скршеници на колк, па поради оперативно третирање биле пратени во Скопје. Исто така, за време на празникот Водици, двајца млади се здобиле со замрзнатини. На едниот му премрзнале стапалата додека бил во студената вода кога се фрлил по крстот, а на другиот пак му премрзнале прстите од раката, најверојатно по подолг престој на снег. За 1,8% повисока просечната месечна нето исплатена плата. Македонија ќе работи на нов закон за управување на отпад со цел намалување на создавањето на отпадот. Вести од Македонија. Помалку гужва пред шалтерите, а се повеќе задоволни осигуреници. Ова е бенефитот од воведените електронски услуги на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. За речиси една година, 35.734 осигуреници ги искористиле електронските услуги и можноста од своите домови или работни места по електронски пат да поднесат барање за остварување на одредено право, без при тоа да мораат да доаѓаат на шалтерите на ФЗОМ. Од фондот информираат дека најкористена е електронската услуга за заверка на ортопедски помагала. Повеќе од 31.000 осигуреници ја искористиле и поднеле документи преку матичните лекари и лекарите специјалисти по електронски пат. Придобивките од електронските услуги кои ги воведе Фондот за здравствено осигурување се бројни и за осигурениците, и за фирмите, и за здравствените работници, при што нема трошење време и финансиски средства за да се оди до подрачната служба на фондот. Од Фондот за здравствено осигурување информираат дека една од бројните придобивки од електронските услуги е можноста за увид во сопствениот предмет, дали тој е позитивен или негативно решен и кога ќе биде извршена исплатата, доколку се работи за рефундација на средства. Она што тие потенцираат е дека осигурениците и компаниите, здравствените работници не треба да се плашат да ги користат нивните електронски услуги. За полесно и точно информирање и начинот како да се користи електронската услуга, фондот изготви видео туторијал, едноставен водеж за начинот на користење на овие услуги. Од фондот велат дека и понатаму ќе работат на Е-фонд со цел осигурениците, овластените лица од компаниите, здравствените работници да добиваат ефикасна, навременна и професионална услуга кога истата им е потребна. Новиот закон за управување со отпад предвидува почиста животна средина и помалку отпад. Истиот се подготвува во согласност со европските директиви, а ќе има промени и во однос на издавањето на дозволите и во делот на условите кои треба да ги исполнат компаниите што стакаат да се занимаваат со оваа дејност. Што помалку отпад да завршува на депониите е целта, а истите мора да бидат регионални и според сите европски стандарди. Во земјава отпадот само се собира, но не се преработува. $22.380 денари изнесува просечната нето исплатена плата во ноември 2016 година и е за 1,8% повисока во споредба со ноември 2015 година. Ова го покажува последната анализа на Државниот завод за статистика. Просечната бруто плата е $32.877 денари и е за 1,9% повисока од претходната година. Зголемувањето на просечната месечна исплата на нето плата во ноември 2016 година се должи пред се на повисоката исплатена нето плата по вработен во секторите рударство и вадење на камен за 10,5%, уметност, забава и рекреација за 8% и градежништво за 7,3%, а додека пак во секторите објекти за сместување и сервисни дејства со храна за 5,1%, снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација за 3,8%
и земјоделство, шумарство и рибарство за 3,2% и забележено намалување на просечната месечна исплата на нето плата по вработен во однос на претходниот месец. Зголемувањето пак на просечната месечна исплата на бруто плата по вработен во ноември 2016 година во однос на ноември 2015 година се должи на повисоката просечна месечна бруто плата по вработен во секторите рударство и вадење на камен за 10,6%, градежништво 8% и уметност, забава и рекреација за 7,7%. Во секторите објекти за сместување и сервисни дејности со храна од 4,8%, снабдување со електрична енергија, газ, пареа и климатизација од 3,9%, земјоделство, шумарство и рибарство од 3,4% е забележено намалувањето на просечната месечна исплата на бруто плата по вработен во однос на претходниот месец. Во ноември 2016 година 1,4% од вработените во Република Македонија не примиле плата. Една жртва однесена времето што го зафати јужниот дел на Италија. Прогласена е тревога од највисок степен. Училиштата се затворени, а сообраќајот во неколку области е прекинат. Во меѓувреме спасувачите извлека уште едно лице од хотелот кој беше затрупан од лавина во Абруцио. Следуваат вестите од светот. Британскиот врховен суд денеска одлучил дека парламентот мора да гласа дали владата да го почне процесот за Брекзит. Ова значи дека премиерката Тереза Меј разговорите ќе ги започне, откако членовите на парламентот ќе дадат дозвола. Медиумите преднесуваат дека судот одлучил дека шкотскиот парламент, како и велшкиот и североирскиот, не е потребно да дадат одобрение за тоа. Одлуката треба да се донесе најдоцна до 31 март, кога е крајниот рок. Локалните медиуми јавуваат дека по ваквата одлука на Врховниот суд се очекува соопштение од владата на Велика Британија, која претходно најавуваше дека е подготвена за активирање на членот 50 од Лисабонскиот договор. На 23 јуни минатата година британскиот народ одлучи на референдум за напуштање на Европската унија. Годишниот Рекс Тилерсон е новиот секретар на Американскиот Стейт Департмент. Со само еден глас повеќе тој ја доби довербата на Комитетот за надворешни работи на Сенатот на Соединетите Американски држави. Сенаторите републиканци гласаа за, додека против биле демократите. Пред гласањето, поделеноста била поголема. Сенаторите се спротивставувале на предлогот на претседателот на Доналд Трамп на функцијата секретар на Американскиот Стейт Департмент да биде именуван човек кој целиот свој работен век го поминал во нафтениот бизнис. Како втора причина поради која одредени сенатори се спротивставувале, ја посочуваат и блискоста со Русија и рускиот претседател Владимир Путин, од кого има добиено и одликување. Нов човек има и во ЦИА, Сенатот со 66 гласа за и 32 против, го изгласа конгресменот од Канзас, Майк Помпео. Помпео се станува начело на ЦИА во критичен момент за националната безбедност на САД, кога разузнавањето, традиционално сметено за надпартиско, е во центарот на политичката арена, нагласуваат американските медиуми. Денеска имавме претежно облачно и студено време со слаби врнежи од снег, пропратени со слаб северозападен и североисточен ветар. Максималната дневна температура достигна до 5 степен. Какво време не очекува до крајот и во текот на ноќта и утрешниот ден, погледнете во продолжениот графичкиот приказ.
Овде завршуваме. Јас ви благодарам за вниманието. Од мене пријатно.